Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Крајниците често ги доживуваме како проблем, но тие се важен дел од имунолошкиот систем на детето, особено во првите години од животот. Оториноларинголозите често советуваат нивно вадење, но детските имунолози имаат поинаков став и предупредуваат на нивната улога во развојот на имунитетот. Отвораме важна дилема. Кога и дали навистина има потреба од операција? Што се случува по отстранувањето на крајниците? Како реагира имунолошкиот систем? Може ли да се зголеми зачестеноста на долнореспираторните инфекции? Расте ли ризикот од алергии или автоимуни реакции? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог. Јавете се во програма, поставете и ваше прашање. Останете на Телма. Кога и дали има навистина потреба од операција на крајници во детска возраст, ќе прашаме професор доктор Катерина Ставрич, детски имунолог. Професорке, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Како сте? Благодарам на поканата. Навистина актуелна тема, со оглед дека зимскиот период, како тргнуваат децата во градинки и во школа, почнуваат често пати да имаат проблем со грлото и со горнореспираторни инфекции. И често пати родителите ги имаат овие дилеми, што да прават. Така, ги издвоивме најчестите дилеми, се надевам дека ќе ги разрешиме во денешниот магазин за родителство. Често пати, како што споменавте, родителите, крајниците ги поврзуваат со некаков сериозен здравствен проблем кај нивното дете, но каква е улогата на крајниците во имунолошкиот систем? Што се тоа крајници? Крајниците се всушност тоа е лимфно ткиво. Лимфно ткиво кое што е така распределено на влезот на устната празнина и на носната празнина, помеѓу дишните патишта и долните дишни патишта, така да на некој начин имаат улога на еден филтер. Пред се представуваат физичка бариера за влез на бактерии и вируси. Втора улога е затоа што е тоа лимфно ткиво, значи се богати со клетки, со имунолошки клетки, кои што се најразлични. Кои што има клетки кои што имаат задача да ги фагоцитираат, да ги внесат овие бактерии и вируси, може да ги уништат и со тоа да заврши одбраната, меѓутоа доколку е посериозна инфекцијата, во тој случај тие информации понатаму им ги пренесуваат на другите пософистицирани лимфни имуноцити во лимфните јазли, за да почнат тие да создаваат силен имунолошки одговор. И лимфните јазли се всушност дел од оној што викаме ние мукозен лимфоиден орган, кој што е многу важен, затоа што тука се создаваат специфични антитела, особено IgA, кој што е слузничен имуноглобулин, кој што веднаш се излачува и на некој начин делува заштитно во устата, во носот. Меѓутоа, секако се лачат и специфични имуноглобулини, кои што имаат за улога да го одбранат организмот да се справат со тие инфекции. И третата многу важна улога што имаме и оние мемориски клетки, памтечки клетки, кои што сите овие инфекции со кои што организмот доаѓа во контакт, ги запаметуваат и кога следниот пат повторно ќе дојде со тој вирус или таа бактерија, веднаш се активираат и почнуваат да го бранат организмот. И затоа ние често велиме да, првите години е нормално едно дете да има 6 до 8 горнореспираторни инфекции, меѓутоа како расте и како имунолошкиот систем созрева и се запознава со сите овие бактерии и вируси, постепено се намалува и бројот на овие респираторни инфекции. Од тоа што го појаснивте, станува јасно зошто крајниците всушност велат дека се како база на податоци, преку кои што имунолошкиот систем се запознава, но и учи како да се бори со вирусите и бактериите кои што ги вдишуваме. Сега, како се развиваат крајниците во детска возраст? Во кој период од животот тие се најголеми и најактивни? Тие се во првите години од животот се, да речеме, активни,
активен дел од имунолошкиот систем и обично нормално е да во тек на првите години од живот тие постепено може и да се зголемуваат. Така да негде се смета до 7-та година дека најчесто растат, а веќе после 7-та година, 7-та, 8-та година почнуваат постепено да атрофираат и да се намалуваат и да не прават сериозни проблеми за организмот. Со атрофијата се намалува нивната имунолошка улога во организмот? Не. Главната имунолошка улога е, да речеме, во првите години, првите 3 до 4 години. Она што викаме запознавање, созревање, помага во созревањето на имунолошкиот систем. Веќе после тоа постепено се важен орган за имунолошкиот одговор, меѓутоа не се неопходни. Ние и затоа велиме, во принцип препорачуваме да не се вадат крениците пред 4-та година. Но секогаш постои постојат одредени состојби кога може да се препорача, кога има индикации да се препорача и порано вадење на крајници. Тоа се ретки состојби, меѓутоа се проценува штетата, колкава е штетата и колкав е бенефитот од постоењето на тие крајници. Може да се прима, ние имаме многу добра соработка со оториноларинголозите и мислам дека и често пати и они кога ќе дојдат и кај нив родители со деца со завадење на крајник, често пати ќе ги упатат прво и кај нас да се консултираме, да видиме може би има и друг метод како да ги заштитиме децата во даден период од тие чести инфекции. Значи не се ни они секогаш она што викаме веднаш да се вадат крајниците. Но сепак многу почесто советуваат да се извадат, да се оперираат крајниците кога се воспалени во споредба со детските имунолози. Сакате да кажете дека повеќе не постои толку спротивставен став? Не постои толку спротивставен став. Затоа што она што рековме, крајниците нормално растат и ние имаме деца кои што имаат големи крајници, меѓутоа не се разболуваат. И друга состојба кога немаат толку децата големи крајници, но често пати боледуваат од чести респираторни, горнореспираторни инфекции. И секако дека овие инфекции, затоа што предизвикуваат стимулација на имуните клетки во крајниците, може со тек на времето, доколку се повторуваат често, да доведат до постепено зголемување на крајниците и да доведат до други проблеми. Сите деца кога се настинати, болни, кога имаат проблем со крајниците, е нормално дека тешко дишат на нос, често пати спијат со отворена уста, но како ќе се санира инфектот, овие симптоми исчезнуваат. Но доколку останат и во период кога е здраво детето да имаат проблем со дишењето, особено со хрчењето ноќе, и кога ние го велиме слип апнеа им се појавува да во тек на ноќти кога се здрави, престануваат да дишат поради големите крајници, тоа е веќе една од индикациите, независно од возраста на детето. Кога велите да за операција? Кога велиме да. Зашто сме против вадење крајници? Затоа што рековме, крајниците растат. И обично, ако се извадат пред 4-та година, постои зголемен ризик да повторно пораснат крајниците. Да се врати тоа ткиво? Повторно, затоа што е тоа лимфно ткиво. И едноставно стимулацијата и потребата за имунолошка одбрана доведува до нивно повторно појавување. Има различни пристапи кои што и оториноларинголозите применуваат, ако се толку големи, а возраста е мала, често пати они може со ласер делумно да отстранат. Не целосно. Се со цел да му се подобри квалитетот на живот на едно дете кое што не може да спие, кое тешко диша на нос, често пати имаат проблеми со јадењето, тоа се слаби деца кои што не напредуваат и обично кога ќе ги извадат крајниците, родителите ќе речат моето дете почна да јаде, почна да расте, почна да дава во тежина. А што се случува со имунолошкиот одговор на организмот по отстранувањето на крајниците? Некои родители велат дека потоа нивното дете почело да спушта директно на плуќа, да му се развиваат долно-респираторни проблеми. Не мора да значи, не секогаш. Она што рековме, да, крајниците се еден вид филтер, бариера, физичка бариера и ги задржуваат тука бактериите и вирусите.
мемориските клетки што се создадени во првите години, тие преку имунолошкиот систем се дистрибуираат до целиот организам, така да и до белите дробови и до другите одбранбени органи на имунолошкиот систем, така да организмот памти ги има тие клетки и доколку бактеријата ја нема таа бариера, продре и во долните дишни патишта, пак имунолошките клетки во белите дробови во бронхиите реагираат и мемориските клетки реагираат и се создаваат, се лачат тие имуноглобулини, одбранбени имуноглобулини. Така да не е тоа толку важен проблем. А што велат податоците, се зголемуваат ризици за појава на алергија или пак на некои автоимуни заболувања? Не. Напротив, алергијата, значи не секогаш се инфекциите тие кои што го потикнуваат растот на лимфните, на тонзилите. Меѓутоа и алергените може да бидат една од причините да растат тонзилите кај детето. И ние имаме деца кои што се со алергиска конституција, кои што имаат поголеми тонзили него други овие деца кои што немаат таа алергиска конституција. Но исто така е важен и оној што викаме фамилиарна склоност. Често пати ако ги прашаме родителите, и они ќе кажат дека и они како деца пателе често пати од чести воспаленија на грлото и дека добар дел од нив имаат вадено крајници како деца. Така да и таа фамилиарна конституција и склоност е исто еден ризик фактор зашто некои деца имаат поголеми крајници, некои деца имаат помали крајници. Зголемениот крајник не секогаш значи болест? Не секогаш значи болест. Она што реков, значи имаме деца кои што имаат големи крајници, меѓутоа се здрави. Од друга страна имаме деца кои што имаат големи крајници, меѓутоа имаат и чести воспаленија, чести тонзилити, хроничен тонзилит. И во тој случај често пати овие заболени тонзили, значи детето нема други имунолошки проблеми, тоа е локален проблем со тонзилите и на еден начин вака хронично воспалени тонзили стануваат резервоар на бактерии, кои што постојано го потикнуваат и провоцираат инфекции кај детето. И тоа е исто така една од индикациите за вадење на крајници, затоа што да не заборавиме дека не е тука само грлото, дека е тука носот, ушите и има одредени препораки, упатствата кои што викаат ако детето има повеќе од 3 инфекции на ушите во тек на 6 месеци или има 3 хронични инфекции на синусите во тек на година дена, дека веќе тоа се сериозни компликации кои што настануваат поради овие големи крајници и рецидивантни инфекции. Тоа е една од индикациите кога се препорачува вадење на крајникот. Значи веќе поголема е штетата што ја прават тие големи воспалени, хронични воспалени крајници кои што се на некој начин резервоар на бактерии и вируси. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, можете да поставите прашање во програма кое што е поврзано со крајниците во детска возраст. Ние продолжуваме понатаму. Споменавте дека алергиите може да бидат причина за воспалени и зголемени крајници. Потоа вирусите и бактериите се тука. Што почесто создава проблем, бактериите или вирусите? Најчесто во првите години од живот се вирусните инфекции тие кои што предизвикуваат горно-респираторни инфекции и затоа велиме тоа се само ограничувачки и не треба да ги злоупотребуваме антибиотиците. Затоа што и злоупотребата на антибиотици нормално во носот и во устата си има нормална микрофлора, која што исто така има своја одбранбена улога затоа што не дозволува да патогените бактерии кои што доаѓаат да се населат. Кога ние ќе дадеме на една вирусна инфекција антибиотик, фактички ја уништуваме оваа нормална флора која што има протективна улога и дозволуваме многу полесно да патогените бактерии
се населат и предизвикаат компликации, бактериски инфекции. Може ли загадениот воздух или димот од цигари да создаде проблем со крениците кај децата? Да. Секако дека и загадениот воздух делува. Има студии посебно кај возрастни дека тие кои што пушат, значи активно се изложени на штетниот ефект на тутунскиот дим, имаат ризик од почести инфекции, почести проблеми со тонзилите. А да не заборавиме и децата кои што пасивно се изложени на штетниот ефект на дим во домашни услови, секако дека тоа влијае на зголемување на крајниците. И аерозагадувањето е исто така еден од ризик факторите. А како влијае градинката и училиштето врз активноста на крајниците? Па градинката, она што викаме, секој дете кој ќе тргне во градинка има период на адаптација. Значи некои 3 до 4 месеци, кога на некој начин се запознава со сите бактерии и вируси со кои што претходно можеби не дошло во контакт. Така да и затоа е нормално да децата кои ќе тргнат во градинка имаат период да, недела дена, 10 дена се здрави, недела дена се болни. Меѓутоа, на тој начин крајниците учат и она што рековме, оној хуморален имунитет созрева и веќе следниот пат кога ќе дојде во контакт со дадениот сој на бактерија или вирус, они веќе веднаш реагираат и детето не развива болест. И сега треба да бидеме свесни дека има за секоја бактерија, секој вирус има различни соеви, така да треба време додека се запознае организмот со сите тие бактерии и вируси. А на преглед како се забележува разлика помеѓу зголемен крајник и хронично воспален? На преглед не тешко се меѓутоа тука се како податоците. Како се знае дали постои болест или всушност тоа е една нормална состојба? Меѓутоа тоа се симптомите. Значи тоа е податоците кои што ние ги добиваме од родителите, колку често реално детето има симптоми на акутна инфекција, а тоа се покачена температура, болка во грло, отежнато голтење. Често пати при самата акутна инфекција самиот крајник знае да се зголеми, како ќе се смири инфекцијата, тој се намалува. Така да целиот тој преглед на некој начин и податоците од анамнезата со родителот ни даваат информации дали се тоа инфекции акутни или дека детето има хроничен проблем. Кај хроничниот проблем, реков, она е најчесто дека детето и кога не е болно, спие со отворена уста, хрчи ноќе. Ние, за жал, докторите, матичните доктори, педиатрите, не можеме да го видиме третиот крајник и оние лимфни тонзили кои што се во носната, на крајот на носниот канал. Тоа обично го прават ушните оториноларинголозите, кои што со камера точно може да видат колку се големи тие крајници и колкава обструкција прават фактички на носниот дел од дишните патишта. Она што ние ги гледаме тонзилите во устната празнина. Ко споминавте проблематичниот трети крајник, колку крајници всушност има? Па има целиот, тоа ние го велиме Валдееров прстен, кој што е на целиот тој, значи не се само овие два крајника, има и оној трет крајник што го популарно, меѓутоа исто така има лимфно ткиво и на влезовите на еустахиевите туби, значи врската со носот, со ушите, и затоа често пати децата може би и немаат големи крајници во грлото на ние што го гледаме, меѓутоа третиот крајник и тие лимфни тие тонзили околу тубите се зголемени и прават обструкција и често пати тие знаат да имаат тие рецидивантни отити, секреторни отити, и тоа е една од состојбата која што исто така може да биде индикација за, ако ништо друго, барем третиот крајник да се отстрани. Дали честите инфекции на крајниците се на вистина слаб имунитет или се нормална реакција на организмот?
Не, тоа е нормална реакција на организмот. Она што рековме, едно здраво дете во првата година може да има 6 до 8 разболувања. Ако иде во градинка, тогаш веќе буквално 12 секој месец е оправдано да биде болно. Пак ќе речам, со зголемување на периодот на престој во градинка веќе се адаптираат на вирусите и ги учи, организмот се учи ги памти тие инфекции и веќе со растење на детето бројот на инфекциите се намалуваат. Кога збориме за школска возраст, нели, стрептококните ангини се тука актуелни, тогаш веќе 4 инфекции, 4 до 5 инфекции е нормално во текот на годината да има детето. Све што е изнад тоа, треба веќе да се размислува, да се разгледа опција што е причина за тие инфекции. Стрептококниот, она што викаме ние често пати стрептококниот тонзилофарингите, тој што најчесто родителите ги плаши и затоа инсистираат на антибиотици. Меѓутоа, реално, само 20% од гнојните ангини, што ние ги велиме, се предизвикани од стрептокок. Значи, може нешто да наликува на гнојна стрептококна ангина, да не е предизвикано од бактерија. Вирусите и Бели вирусите наслаги може да се јават на крениците? Што се белите наслаги? Тоа се распаднати клетки, мешавина од бактерии, од секрети, од распаднати клетки. Значи, не е тоа, не мора да значи и при вирусна инфекција, посериозно, може да вие имате инфективната мононуклеоза. Кога ја видите грлото, и тоа е со бели наслаги, меѓутоа е вирусна инфекција. Така да не секогаш белите наслаги значат бактериски инфекции. И тука треба да и ние докторите, меѓутоа и родителите, да се едуцираме и да не форсираме антибиотици. Затоа што она што реков, злоупотребата на антибиотици ги прави пред се резистентни бактериите, ја уништуваат нормалната микрофлора во носот и во устата и многу полесно овозможуваат да на една вирусна инфекција се накалеми бактериска суперинфекција. Ова е убаво да се знае дека, како рековте, 20% од само сите ангини се поврзани со бактериските. Другите се вирусни и не треба да се инсистира не веднаш на, значи ако настане суперинфекција, бактериска компликација, тогаш да. Меѓутоа, секоја вирусна инфекција обично трае 4 дена, 4 до 5 дена, се намалуваат симптомите, паѓа температурата, се подобрува општата состојба на детето и во рок од 7 до 10 дена се враќа во нормална состојба организмот. Дали стрептококната инфекција, која што е поврзана со гнојни наслаги на крениците, може да доведе до воспаление и на срцевиот мускул? Тоа е еден од главните стравови на родителите. Да, меѓутоа пак ќе речам и тука постои некоја генетска предиспозиција. Не значи дека ако не се лекува инфекцијата, дека веднаш може да даде оштетување било на срцето, било на бубрезите или некои други такви компликации. Така да, меѓутоа, во секој случај, бактериските инфекции може да се детектираат, имат и клинички тестови, меѓутоа има и лабораториски тестови. Може да е тоа оној често пати добар дел од матичните лекари брзиот стреп тест го користат, каде што веднаш може да се добие ориентација дали се работи за стрептококна инфекција или не, дали веднаш да се почне со антибиотик. Секако дека златен стандард е стандардниот бриз од грло, меѓутоа тука е проблемот што треба да се чека, барем до следниот ден да се види дали нешто ќе порасне или не и после уште 24 сата за антибиограм, макар да морам да кажам дека кога зборуваме за бета-хемолитичниот стрептокок, до сега не е покажана резистенција на антибиотик. Така да, и ако се докаже било со брзиот стреп тест или со класичниот, веќе после 24 сата се види дека расте бета-хемолитичен стрептокок,
треба веднаш да се почне со пеницилински препарат. Кој што дава брзи Кој што резултати. делува Бидејќи на нема бактеријата резистенција на и него. веќе после се смета дека после 24 часа од стрептококната инфекција која е започната антибиотската терапија, дека веќе детето не е заразно, дека бактеријата е уништена и нема можност за да ја пренесе на околината. Дали кога ќе се јават били наслаги на крениците, смее тие наслаги да се отстранат? Во принцип не се препорачува затоа што механичкото отстранување на тие наслаги може да доведе до оштетување на самото лимфно ткиво. Тонзилите како еден лимфен орган се добро прокрвени, има крвни садови и може да дојде до нивно оштетување и евентуално и до продор на бактерии во крвта. Така да во принцип не се препорачува. Доволно е да она што велам, ако е бактериска инфекција, веќе после 24 сата бактериите се во грлото уништени и полека, секако, секоја инфекција си има свој клинички ток. Ние не можеме да чекаме, да очекуваме дека веднаш ќе престанат симптомите, меѓутоа ќе дојде до пад на температурата, подобрување, меѓутоа барем 24 сата да делува антибиотикот. Што може да се направи кај зголемените и воспалени крајници кај децата во третирањето без да се примени операција? Например, дали би помогнало користење на имуностимулатори или пак имуномодулатори? Во принцип зависи проценката. Оно што викам често пати и оториноларинголозите прво ги праќаат кај нас на една имунолошка проценка, доколку е успорено созревањето на имунолошкиот систем, значи се уште не е зрелоста, може да се дадат одредени препарати. Секако дека употребата на имуностимулатори треба да се биде внимателен што се најчести причини на овие инфекции, дали се тоа вируси, дали се бактерии или можеби е неспецифичниот имунитет во прашање нефункционален, па малце треба него да го поттикнеме за да онаа прва одбрана биде побрза, подобра. Така да, меѓутоа сепак ја би рекла дека тоа би го оставила на педиатрите, на имунолозите да проценат што да се даде во случај на потреба. Дали имунолозите преку одредени тестови можат да проценат или да утврдат каде лежи проблемот? Во принцип да, значи тоа се тие општи имунолошки тестови што се прават за да се процени каков е имунитетот на детето, каков е неспецифичниот одбранбен систем, каков е овој хуморален имунитет, затоа што она што реков, тоа е процес на созревање и најчесто ние велиме до 3-та година созрева, меѓутоа тоа е варијабилно. Кај некои деца порано, кај некои деца покасно созрева, така да треба да се направи таа проценка, значи тоа се општи имунолошки тестови кои што врз основа на тоа може да се види за што се работи или дали уопште има некаков проблем со имунитетот или е исклучиво само локален проблем на тонзилите, она што викаме хронично зголемени тонзили, кои што стануваат на некој начин штетни за организмот, затоа што се резервоар на бактерии и вируси и во тој случај со нивното отстранување фактички се решава проблемот кај детето. Ќе ги вклучиме гледачите, да го слушаме првото прашање од гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавувам за внуката. Така. Стално се разболува. Така, значи постојано се разболува? Постојано се разболува, третиот крајник му е стално потечен и носето му е зафнато, му дава септоназал. И не знам што, например, други работи. Таму и пак по една недела, две, пак почнува да се разболува.
Така, значи постојано на недела Колку две. е старо? На која возраст е детето? Молим? Колку години има? 10 години ќе Колку? прави. 10 години ќе 10 прави во години. јануар. Аха. Добро. Да немате, професор уште нека прашање? А со алергии и проблеми? Дали има проблеми некакви со алергии? Дали ви е познато? Само од време на време така кашлат, нема така некоја алергија појавено, не јади толку, слабо јадит, не јадит, манџички не јадит, ништо само мачкано. Така. Павлака јадит, еврокрем, само тоа јадит. Аха, Сега значи многу почна ограничена со стенини и исхрана тоа. има. А со грлото? А со грлото какви проблеми има? Молим? Со грлото чести проблеми има? Чести има проблеми, да. Така, чести проблеми со грлото. Добро, Чести проблеми. ви благодарам за вклучувањето во програма. Фала многу, пријатно. Пријатно. Сепак возраста е доста голема, да речам, 10 годишно дете и заслужува да се направи имунолошка проценка и пред се и алерголошка проценка, затоа што она што рековме, крениците обично после 7-та година Треба да атрофираат. почнуваат да атрофираат. Меѓутоа, алергиите се тие кои што може постојано да бидат некоја стимулација за раст на овие крајници и очигледно дека детето има проблеми со дишење и со спиење и кога е здраво, оно има веројатно има симптоми. Така да во секој случај ја би препорачала една имунолошка алерголошка проценка да се направи и доколку таму нема некој проблем, да се проба онда да се разговара со оториноларинголозите за евентуално нивно отстранување. Пошто има проблем, слабо јаде, неверојатно грацилна конституција е, нормално е дека тие инфекции, тие големи крајници му прават проблеми влијаат врз неговиот квалитет на живот. Ајде да слушам уште едно прашање од гледач. Добар ден. Се исклучил гледача. Добро, продолжуваме понатаму. Споминавте дека на одредена возраст крајниците после 7-та година треба да атрофира. Дали тоа значи дека детето на таков начин ќе го надрасне проблемот? Пак е индивидуално, ќе кажам, затоа што имаме ние и возрастни пациенти кои што имаат проблеми со крајници, остануваат, можеби не се толку големи, меѓутоа со самото растење на детето, со зголемување на отворот, на орофарингеалниот отвор, на назалниот отвор, со целата конституција на ликот, фактички влијае на подобрување на состојбата на дишењето. Може да имаат крајници и да не прават проблем, негде комплетно атрофираат, значи скоро и да ги нема крајниците, пак е индивидуално. Меѓутоа, ние имаме и возрастни пациенти кои што имаат, да речем на некој начин, чести проблеми, а во адултна возраст се решаваат да ги извадат крајниците. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Значи, се работи за 5-годишно дете, машко. Така? Колебени му се крајниците. Значи, нема гној на нив, нема температура, нема ангини, таква работа. Но, кога го хранам, многу тешко јади. Ја чува храната, пак ја голтни. И, значи, нема нормална тежина. Многу тешко ни оди хранењето. Крајниците му се големи, но ништо нема на нив. Така, има зголемени крајници. Немаме затнато носе, немаме грип, да речам. Кога ќе настим избегаваме, јас лично како мајка избегавам антибиотици, значи витаминска база, цеден лимон, портокали, супи топли. Мене ме загрижува тоа што му се многу големи. Дали е проблем за војнина, за нашето машко дете 5-годишно, за растот, за големината, не знам. Така. Најдобро знае докторката, поздрав во студио. Така, оправдана е вашата грижа. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле да советувате? Па, пред се би советувала да се направи еден преглед кај оториноларинголог, за да чисто се процени колкав дел од орофарингсот е фактички обструиран со тие крајници. Значи, и тоа е важен фактор и веројатно ако е тоа скоро 80%
проценти од торофарингсот е обструиран со големи крајници и е една од причините зашо му смета во процесот на јадење. Не се тоа болни крајници, меѓутоа е големината на крајниците. Тука може оториноларинголозите со оглед дека е 5-годишно дете, може да се одлучат да се отстранат парцијално, целосно да се отстранат, така да во секој случај една консултација со специјалист во нос и грло. Така, кога зборуваме за начините без операција се реши проблемот, значи не секогаш е тоа можно. Веќе споминавте, во одреден случај оториноларингологот мора да пристапи со хируршко решавање на овој проблем. Што е со прополисот? Дали прополисот може да даде на некаков начин заекнување на имунолошкиот систем и намалување на крениците? Научни докази нема. Секако дека е здрав медот и прополисот, меѓутоа дека нешто драстично ќе промени, нема да промени. Она што генерално ние кога велиме за здрав имунитет, потребно е здрава исхрана, разноврстна здрава исхрана, многу овошји и зеленчук, значи сите витамини, минерали што му треба на организмот за еден здрав имунитет, да ги внесува преку исхраната. Секако дека и медот е тука, спаѓа во тие производи на здрава исхрана, така да јас сум застапник на онаа здрава исхрана, отколку све да биде така, со суплементи и со додатоци на храната. Тие помагаат во одредени периоди, после акутни инфекции, во период на рековалесценција, за да едноставно во еден одреден временски период му помогнат на организмот побрзо да се врати во нормална. Меѓутоа некако континуитет. Така. А повисока доза на витамин Д? Во комбинација, да речеме, со цинк. Нормална суплементација со витамин Д, посебно во зимските. Сега веќе порано беше до година дена редовна суплементација, после тоа во тек на зимските месеци. Меѓутоа сега до трета година, меѓутоа ја би препорачала независно од возраста во тек на зимските месеци да се внесува витамин Д во оние препорачани дози од 500 до 800.000 единици. А какво е влијанието на пробиотиците врз оралната микрофлора, врз микрофлората во устата и грлото? Може ли тие да бидат понекогаш решение? Да, значи посебно злоупотребата на антибиотици треба да се важни се пробиотици да се возобнови не само цревната флора, меѓутоа и нормалната флора во устата и во носот. Постојат посебни препарати кои што на некој начин ја стимулираат нормалната микрофлора во устата. Така да тие помагаат, може да помогнат и независно од антибиотиците на некој начин да се населат во орофаринг, во таа микрофлора во носот и во грлото и да ја потикнат, затоа што тоа се тие нормални бактерии кои што на некој начин се борат, се надпреваруваат со патогените бактерии и вируси и не дозволуваат да они предизвикаат инфекции. Ние имаме добар дел деца, посебно во градинки, кои идат, нели, брисеви ќе им се земе, детето е здраво, а ги има. Има и стафилокок, има и мораксела, а немаат никакви симптоми. Таа нормална микрофлора во устата и во носот на некој начин се тие кои што не дозволуваат да патогените бактерии предизвикаат болест. Значи самите бактерии всушност заштитуваат. Тоа се добри бактерии. Добрите бактерии. Тоа се добрите бактерии кои што на некој начин се борат. Не им дозволуваат да се размножат на не им дозволуваат да се, лошите. ако се размножат, станат подоминантни, тогаш ќе предизвикаат инфекции. И тоа е антибиотиците. Антибиотиците ќе ја уништат нормалната микрофлора и ќе им дадат простор. простор. Во мала количина сегде бактериите ги имаме сегде, посебно во колективите, во школи, во градинки и доволно е мала количина на бактерии и вируси да предизвикаат разболување. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство. Добар ден, ве слушаме одлично, повелете. Добар ден.
Фала ви и голем поздрав до вас и докторката. Ви благодарам. Јас имам внука 2 години направи сега. Така? А она исто има со проблем со краниците. Иначе она голта, мислам, краниците овие не тече да едната краника, она се голта, се нормално јаде. Само има проблем при спиење. Не спие ми са мирно, се крчка. Аха. И са не знам, да отола го беа свето и они предлагаат за операција. Викам дека 2 години, они викаат па ми правиме на помали операција. Зашто да чекаме да напуни 4 години 5, она има проблем со спиењето, не ми да спие и пак не е се узбудува, се вознемирува. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Има навистина големи дилеми кај родителите. Ова е една од индикациите, значи, иако е детето здраво, меѓутоа чим и кога е здраво има потешкоти во дишењето на носот и во она што викаме хрчи, значи спие со отворена уста и веројатно во тек на ноќта може и да престанува да диша. Затоа што едноставно тие се ноќни апнеи. Така да тоа е една од индикацијата, независно од возраста на детето, треба да се вадат крајници. Во универзитетската клиника во Козле, во детската болница во Козле, имаат можност да токму оваа слип апнеа со посебен апарат да се докаже колку често се јавува и ова, така да можда и тоа е една корисно исследување што заслужува да се направи, за да се процени дали има реперкусии во спиењето и прекини во дишењето и доколку се докаже, тоа е индикација за вадење на крајници. Што би им советувале на родителите, еве кои што добиле препорака да ги извадат крајниците на нивното дете? Дали најнапред да се направат одредени имунолошки испитувања или веднаш да се пристапи кон хирургија? Па може да направат една консултација на детска клиника или во Козле да направат чисто една имунолошка проценка и генерално проценка на честотата на инфекции, на видот на инфекции, да се види согласно возраста до каде се, дали има и други проблеми кои што можеби укажуваат и на некој друг имунолошка незрелост или е само она што рековме локален проблем со крајниците. Така да добро е да се прво да го види детето педијатар, а после тоа секако и консултација со орал специјалист. Значи доколку постои некаква имунолошка незрелост, во тој случај само последицата би се решила со операцијата, проблемот ќе си остане и понатаму присутен. Често пати, значи, можеме ние и деца кои што имаат чести проблеми со бактериски инфекции, со големи крајници и со незрелост во имунолошкиот одговор, да ги ставиме еден подолг временски период на профилактичка на мала доза на антибиотик. На некој начин да не дозволуваме да се тие рецидивантни инфекции, затоа што секоја инфекција на некој начин е стимулација за да порасне крајникот. И сега кога имаме рецидивантни инфекции, само е дополнителна стимулација и растат крајниците. Со ваква терапија едноставно детето не се разболува, се овозможува да крајниците полека можеби и ја намалат својот обем и овие проблеми кои што ги имаат во однос на јадење, во однос на дишење, да се намалат и да се сачека до некоја возраст кога би дозволиле да се вадат крајниците. Споменавте дека крајниците можат повторно да пораснат после вадењето. Колку брзо? Многу брзо може да, пак ќе речам, значи, повторно се вратат. Пак се вратат. Значи, повторно да бидат зголемени. Сме имале деца со вакви сериозни проблеми, ретко, меѓутоа каде што да речеме крајници се извадени на 2 години и веќе после година дена повторно расте крајникот и повторно почнуваат тие проблеми со потешкоти во расте истото ткиво, повторното крајник? Тоа е лимфно ткиво, тоа е истото ткиво. Потребата на организмот, доаѓањето во контакт со бактерии, со вируси, тоа е лимфно ткиво, одбранбен систем,
едноставно е стимулација да повторно пораснат крајниците. Веќе после 7-та година велиме атрофираат затоа што на некој начин другите имунолошки органи ја превземаат таа одбранбена функција. Меѓутоа, мора да кажам дека и вадењето на крајници не влијае врз имунолошкиот одговор на организмот. Аха, значи не влијае. Оние други органи од имунолошкиот систем ја обавуваат својата функција во однос Значи, на заштита на организмот од инфекции. Други лимфни ткива се вклучени во тој Други процес? лимфни ткива, она што викаме ние слузничниот имунитет, е тој имуноглобулин А кој што го има на површините на слузниците, значи е созреан, тој е еден одбранбен механизам, нормалната микрофлора, имунолошките клетки од другите лимфни ткива кои што се движат по површините на слузниците на респираторниот тракт, така да на некој начин нема влијание врз одбранбениот систем на детето. Професор Ставриџ, ви благодарам многу што бевте наша гостинка денеска во магазинот за родителство 0+ месеци и што дадовте појаснувања за оваа исклучително актуелна тема во овие студени месеци. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.